Власта сега бара национален консензус и поддршка од опозицијата за влезот на бугарите во уставот, откако воопшто не се консултираше со никого пред да го прифатат францускиот предлог, со што ги заглавија европските интеграции на Македонија. Со прифаќањето на преговарачката рамка, бугарските условувања стана европски барања. Па сега кога сватија дека насилно не може да ги протуркаат измените, се сетија дека им треба широка поддршка. Пратеничката на СДСМ Снежана Калеска-Ванчева за Алфа вели дека сме морале да го смениме уставот за да тргнеме по европскиот пат, по кој потоа ќе сме се трансформирале самите. Овдека станува збор за градење на еден национален консензус кој што мора да најдеме сили да го изградиме, ако навистина сме искрени во она што го зборуваме, а тоа е дека европскиот пат е вистинската иднина на државата, бидејќи нашето општество, одејќи го тој европски пат, ние го трансформираме за нас самите. Опозицијата останува на ставот дека под вакви услови договорени од Ковачевски и Османи уставните измени не може да поминат, дека е потребен национален консензус за Алфа вели пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Тој е уверен дека неговата партија ќе остане на истиот став и по изборите на 8 мај. Не прифаќаат измени кои директно удираат врз македонскиот идентитет, а и нема да ни гарантираат дека Бугарија нема да има нови условувања. Ставот на ВМРО ДПМН како пратеничка група и сега и во новиот собранески состав останува непроменет. Ние не би прифаќале или иницирале било какви уставни измени под бугарски диктат, за кои што државата би направила отстапки, а би имала неизвестност во процесот на евроинтеграција или би добила следни 2, 3 или 5 нови блокади од Бугарија. Затоа сметам дека ќе треба за ова да се разговара на пошироко национално ниво и Македонија да изгради државна стратегија што е од интерес за нас. Според риториката на власта, кај нив се уште постои барем тронка надеж дека уставните измени може да ги протуркаат и во овој парламентарен состав, но сепак се свесни дека реалноста е сосем друга. Уставните измени беа една од главните теми, би рекла, кои што беа одбележени овој пратенички состав. Иако во овој пратенички состав имаше доста работи, сериозни одлуки, се уште има време, бидејќи процесот отпочна, но искрено не гледам премногу простор, за жал. Инаку целиот процес на уставни измени по 8 мај, кога ќе биде формиран новиот парламентарен состав, ќе треба да почне од почеток. Седницата која Талат Џафери ја стави во мирување, во надеж дека ќе убедат некој пратеник од опозицијата, ќе остане за секогаш незавршена. Во наредниот парламентарен состав треба да се има предвид дека сите иницијативи во овој собранески состав завршуваат со мандатот на овој собранески состав. Откако ќе се избере новото собрание и новите претеници од 8 мај понатаму, тоа значи дека тоа ново собрание почнува од нула и си воведува процедури, покренува иницијативи или закони кои што смета дека се приоритет. Уставните измени се само врвот на сантата мраз, која може да го потопи македонскиот национален идентитет. Власта на ДУИ СДСМ прифати во преговарачката рамка да влези договорот за добрососедство, но и двата протоколи кои предвидуваат историска и идентитетска ревизија по вкус на Софија.